Петрак има 23 години, роден е како женско, но од својата најрана возраст знаел дека е поразличен од другите, иако не му било јасно зошто. Почнал да сваќа во 5-6 оделение кога гледал документарец за трансродово лице кој раскажувало за својата трансформација. На родителите се доверил кога имал 16 години. Немаше некој шок со оглед на тоа дека ја веќе изгледав као машко. Види, да дојде детето дома и да ти каже дека е поразлично од останатите не е некоја убава вест. Ама мислам дека добро го исхендлаа тоа. Немаше нешто голема фама, викање, дерење, ама не беше нешто убаво, не беше нешто позитивно. Првпат кога дознав за терминот трансродовост, тоа не ме ослободи, туку ме исплаши. Мислев дека начелото ми пишува дека сум транс и дека сите знаат. И тоа беше прашањето, што сега сите знаат дека сум поразличен, ме беше страв дека ќе ги изгубам пријателите, дека тоа ќе стварно навистина ќе имаат поразличен однос со мене само заради тоа што сум поразличен од нив. Но не беше така. Мислам дека колку и да ме беше страв и колку да беше тој тежок период за мене за да се прифатам јас прво како поразличен, мислам дека добив окей фидбек од останатите. Средината од друштвото? Моите пријатели ме третираа као, моите другари ме третираа као машко. Официјално им дадов потврда во средно. Као тоа беше, тоа не се направи некоја голема драма околу тоа, беше скроз спонтан муавет. Сепак неговиот однос со семејството се нарушил кога започнал со хормонска терапија, за која не им кажал веднаш, а веќе почнал процесот од кој нема враќање, трансформација од женски во машки идентитет. Не само за здравјето, они највеќе се плашат дека јас нема да имам доволно добар живот како што ќе имаат другите луѓе, затоа што сепак од хормонската терапија никогаш, дури да ја прекинеш, никогаш нема да се вратиш на првобитната состојба пред да почнеш со медицинска транзиција. И они тоа го видоа како да нема назад, како да окей, ова е до крај на животот и така ќе остане. Мислам дека за тоа толку тешко им падна да го прифатат тој момент. Моите планови се да сменам име и презиме во лични документи, ако се изгласа законот за правно признавање на родот, да променам секс маркер во лични документи и да ги направам, најбитно ми е да направам хистеректомија и мастектомија, а понатаму ако соберам пари би се направил и комплетна операција. Предраг живее самостојно, работи како активист, не го крие својот идентитет пред луѓето, но и не го нагласува. Вели, им оставам простор да ме третираат како сите други, да не бидам жртва на дискриминација и насилство, што досега и не му се случило. За разлика од него, 26-годишниот Лазар Јотевски при секое запознавање нагласува дека е хомосексуалец, смета дека така ќе ја подигне свеста и ќе ја зголеми видливоста, но неговото искуство со средината и семејството е поинакво. Се сменило кога им ја соопштил неговата сексуална ориентација. И кажав на најдобра другарка, му кажав на најдобар другар, од другарката имав супер подршка, од другарот имав и отпор и искрено живеев во многу мало место. Живеев во Драчево и откако му кажав на другарот, следниот ден сите знаеа. Ние бевме голема група на луѓе, бевме некои 20 луѓе што се дружевме. Буквално никој не сакаше да оди на истиот тротоар со мене. И тоа е чувство што кога имал луѓе што мислиш дека ти се доволно блиски, некоја, според мене, ситница како твојата сексуална ориентација може да им смени све, тотално. Дури погледот во очите. Они ме гледаа мене различно, ме доживуваа различно, ме перцепираа различно, едноставно све се смени од тој ден. Лазар не добил поддршка ниту од професорите, ниту од психологот во училиштето. Се среќавал со хомофобија. Сега живее во шелтер центар. Татко му го избркал од дома. Работи, во исто време е и активист, се обидува да застане на собствени нозе. Има нови пријатели, но вели, тешко е. Ние на закон, на црно и бело на хартија, имаме закон против дискриминација, се водиме како сигурна држава за геј луѓе,
меѓутоа само на документи. Затоа што во пракса се случува тоа што за да работам во кафич, не збориме за да работам во некоја битна фирма или позиција, за да работам во кафич одам на интервју и дечкото веќе знаеше дека сум геј, затоа што другарка ми работеше таму. И ми кажа дека ја не можам да работам кај нив во кафич затоа што сум геј, а они креваат тешки маси и тешки коњопои. Не знам дали се зафркава во моментот, не знам дали е озбилен. Меѓутоа не ја добив работата, секако ми рекоа ќе ми се јават, не ми се јавија. Така да дискриминацијата во Македонија не е видлива, не е опиплива, не е документирана, не е физички, не е материјална едноставно, туку е апстрактно однесување на луѓе со луѓе. Во последните години има подобрување на законската рамка, особено со усвојување на законот против дискриминација, измените во кривичниот закон, каде ЛГБТ лицата се штитат од насилство. Во собрание е предлог законот за матична евиденција, за признавање на родовиот идентитет во личните документи. Пред 2 години државата изгуби спор во судот во Страсбур во полза на трансродово лице кое 9 години чекаше на пресудата и успеа да го впише новото име во личните документи. Она што, да речем, недостасува за да се заокружи тој основен пакет на права на ЛГБТ луѓето е усвојувањето и на измените на законот за матична евиденција, кој што треба да следи деновиве. Овој закон е веќе во собраниска процедура и тоа е последица на долгогодишно застапување на самата транс заедница и на здруженијата на граѓани, но и врз основа на пресудата X против Македонија, која во 2019 стигна од Европскиот суд за човекови права и на некој начин се наложи на државата дека покрај заштитата на индивидуалните права на лицето X потребно и реформа законска, усвојување на закон со кој што ќе се овозможи лесен, транспарентен, пристапен начин на правно признавање на родот за сите трансродови луѓе. Многу работи се сменија на подобро, но уште треба да се работи, вели Кочо Доновски, кој прв јавно храбро зачекори во борбата за правата на ЛГБТ и заедницата во Македонија. Можеме да видиме дека има политичка волја некоја во лидерството да се работи на проблемот, но морам да кажам дека не се работи доволно. Мислам дека е потребна поширока општествена акција, проактивен пристап кон стигмата и предрасудите кои носат после тоа до омраза, до насилство и така натаму. А тука мислам дека и клучна улога може да одигра образованието, кој е првата алка која треба да не ослободи од стегите на стигмата, на предрасудите. Сепак праксата покажува дека е зголемен говорот на омраза, дискриминацијата. Државата минатата година изгубила 330.000 евра буџетски пари на неправично судење, наместо да вложи во обуки на вработените поврзани со човековите права, вели Давид Тасевски од Здруженијето Суверзивен фронт. За почеток мислам дека треба да почне државата, обвинителството да реагира на пријавите кои ги поднесуваме во однос на говор на омраза, повикување на насилство, особено повикување на насилство. Доколку почнеме да добиваме пресуди во однос на тоа, мислам дека ќе мрдне и ситуацијата во тој дел. Во далечното минато, сексуалната ориентација и родовиот идентитет никогаш не биле предмет на раздвојување на жолчни расправи. За тоа се молчало. Со отворените дискусии, барањата за почитување на човековите права испливаа на површина хомофобијата, говорот на омраза, дискриминацијата. Неделата на гордоста треба да не потсети да се почитуваат правата на сите. И навистина, на кого му носат корист навредите, дискриминацијата, говорот на омраза? Оваа држава некогаш беше дом на сите нас. Време е да дозволиме секој да живее така како што се чувствува. Димитров, ова е недела на гордоста, се слави недела на гордоста, но колку е тоа навистина ситуација за славење во држава во која ЛГБТ луѓето се дискриминирани,
каде што владее насилството, отфрлањето, стигматизацијата и генерално критична состојба во сите сфери што се однесува во контекст на нивната состојба и нивните права. Да, јас не би рекол толку дека ние нужно славиме со овој фестивал и со оваа програма, колку што покажуваме отпор и покажуваме дека колективно можеме да се организираме, дека сме овде и сега и дека немаме намера нити да исчезнеме, нити да удоволиме на нечии желби да не нема или пак да бидеме замолчани, и дека имаме ние своји истории на колективно организирање, на создавање на култура, на создавање на уметности, на создавање на социјален свет, кој што истрајува веќе толку долго време и ќе продолжи да истрајува. Ако нешто славиме и ако на нешто сме горди, тоа е фактот дека успеваме да истраеме, да преживееме и покрај сите овие околности кои што вие ги напоменавте. А тоа се околности на стигма, на дискриминација, на насилство и така натаму. Она што конкретно во нашиот контекст мораме да го забележиме е дека во смисла на некои експлицитни јавни политики или на некоја правна регулатива се забележува напредок и тоа го забележа, например, и во Илга Европа во последното рангирање и извештајот и така натаму. Значи, оваа влада, за разлика од хоророт кој што го трпевме претходно 11 години со ВМРО ДПМН, направи некои поместувања, но тоа се само првични чекови. Она што е потребно е првин суштинска промоција на еднаквоста и имплементација, што значи институционален влог за заштита на правата на ЛГБТ луѓето, на квир луѓето и така натаму. И тоа може да се види, например, оваа недела, само од кога ние почнавме да го објавуваме фестивалот, колку имаше говор на омраза на социјалните медиуми. И одделението за електронски криминал и обвинителството мора конечно веќе во оваа држава да почнат да реагираат и да го санкционираат тоа. Ако има капацитет обвинителството и МВР да реагираат ургентно за 2 дена за, да речеме, говор на омраза кон одредени индивидуалци врз основа на етничка припадност, јас мислам дека е време да покаже државата дека сите граѓани и сите маргинализирани групи се подеднакво вредни и да ги преземаат соодветните чекори. Знаете и вие, Билјана, правевте уште пред многу години интервју со тогашниот цврлиски обвинител за се уште од тогаш веќе колку години неразрешените случаи на насилство против ЛГБТ заедницата уште од тогаш, од 2012 година до сега. А насилството продолжува во форма на говор на социјалните медиуми, на различни интернет портали и тоа мора да биде санкционирано, во спротивно џабе е се. Дали сте биле поканети со одредени институции, односно со луѓе, се разбира, од институциите, каде што би им, токму ова би им го предочиле? Дека треба да се стави крај на насилствата и говорот на омраза. Има ли заинтересираност од функционерите, од оние кои имаат политичка моќ и со тоа и може да ги решат прашањата и проблемите? Видете, неоспорно и не фер би било да кажеме и да се жалиме дека сега немаме одговор од институциите во смисла на интерес и на волја за соработка и за промена. Ние сме дел од сите работни групи, например, во министерства кои што подготвуваат законски измени, кои што изготвуваат различни политики, и тоа се и Министерството за труд и социјала, Министерството за образование, Министерството за правда, имаме интерпарламентарна ЛГБТ група со парламентарци кои што се посветени на овие прашања, кои што застапуваат за законските измени во собрание и така натаму. Така да во таа смисла да има. Меѓутоа, знаете како, нашето искуство до сега покажува дека најголемиот отпор во една кавкијанска смисла доаѓа од службениците внатре самите институции. Па така го имате, и сега е актуелен повторно и морам да го споменам, примерот со управата за водење на матична евиденција. Значи, ние не можевме со години, нити преку укази директно од министерот за правда под чии што ингеренции влага оваа управа, да се разбереме со тој директор за кој што ние баравме 2 пати од владата да го отпушти од работната позиција,
да ги промени според барањата на Европски суд, барањата на влада, барањата од невладени организации, судски пресуди на Управен суд, да ги променат документите на трансродовите лица кои што едноставно бараат да биде препознаен родот онака како што се идентификуваат и да прекине хоророт со кој се соочуваат. И сега, бидејќи со години како што беше и уште од почетокот кога ВМРО беше на власт, владата кога ЛГБТ заедницата реагира, очигледно не ги сваќа премногу сериозно работите, сега се соочуваме ситуација во која што имаме мртво ромче, токму како резултат на неспособноста и нереагирањето на истиот тој директор од кој што ние баравме години да добие отказ и да биде сменет од таа позиција. И сега, до кога ќе чекаме да се случуваат најстрашните работи, иако тие веќе се случуваат долго време, за да јавноста и владата нешто преземе или да изреагира и да свати дека има проблем со некои службеници. И сега, тоа ви е еден пример. И тој пример се репродуцира во другите институции. Вие имате министер кој што сега доаѓа, е подготвен да спроведе нови политики, на хартија да се воведат и нови закони и така натаму. Меѓутоа, ако оние кои што внатре тие институции треба да почнат да ги применуваат, да реагираат на прекрашување на права или да имплементираат она што се бара според закон од нив, тогаш едноставно ние имаме само неупотреблива хартија и слово. Знаете, нема логика службениците да бидат оние кои се главните кочничари. Значи ли тоа дека функционерите, луѓето кои практично поседуваат моќ, вистинска, реална, немаат моќ врз луѓето кои и всушност се тука да служат. Администрацијата е она која треба да служи на граѓаните. Апсолутно сте во право, тоа е најголемиот парадокс, бидејќи во серија случаи се покажува дека или оние кои што и се надредени немаат моќ, или пак сега можеби во позадина стои и како објаснување тоа дека оние кои што се на моќ, односно министрите, немаат доволно волја за да направат суштински реформи помеѓу своите кадри во своите надлежни министерства и надлежни институции. Така да и двете опции мислам дека се во игра со тоа што видите. Ние се уште имаме министерства, институции во кои што стари, закоравени кадри од ВМРО се носители на клучни позиции. Оние истите луѓе кои што го саботираат целиот граѓански сектор се на клучни позиции. Експлицитен пример за тоа ви е Министерството за култура. Новата министерка ги поставува на клучни позиции кадрите кои што со години ги подриваа најзначајните македонски современи уметници и културни работници. И сега имаме перпетум мобиле, се враќа кругот и наидуваме повторно на истите пречки. Значи, мораме ние да разбереме дека кадрите во институциите не се само некое прашање на внатрешна партиска политика и игра, тоа е суштинско политичко прашање. Бидејќи мора да имате свежи, иновативни, креативни, солидарни кадри кои што имаат капацитет да разговараат со граѓаните на кои што им служат, да ги слушнат нивните потреби, да ги слушнат нивните предлози и да ги имплементираат во своите политики или во своето секојдневно работење. И тоа прашање јас сметам дека е исклучително важно и мора да посветиме соодветно внимание на овој проблем. Јас ви благодарам, Димитров, за овој разговор. Јас само за крај сакам да ги поканам сите да ни се приклучат на Скопје Прајд викендот фестивалот кој што продолжува интензивно со програма овој викенд во Музеот на современа уметност секоја вечер од 8:30 и следната недела и ви благодарам на поканата. Да, и 25 минути и јас ги покануваме сите да присуствуваат и да славиме, но и да протестираме и да се бориме за тоа што борбата продолжува. Ви благодарам многу. Госпожо Благоевиќ, прилично е ова недела важна за нас во Македонија, ова е недела на гордоста. И прашањето се поставува каква е ситуацијата во Србија. Дали Србија се гордее со луѓето на ЛГБТ заедницата кои се различни, а во исто време се разбира исти, еднакви, се бориме сите за еднакви права.
Ja moram da kažem da Nedelja ponosa u Skoplju i festival koji se organizuje tim povodom jeste primer svima nama u regionu, a i šire, za ozbiljnost te manifestacije i za način kako to treba da se radi, i pozdravljam sve one koji učestvuju u realizaciji tog festivala, on je zaista izuzetan. Što se tiče situacije u Srbiji, plašim se da nismo ponosni. Trenutno se pripremaju 3 važna zakona: zakon o antidiskriminaciji, zakon o rodnoj ravnopravnosti i zakon o istopolnim zajednicama, koji sva 3 treba da uđu u parlament. Međutim, kad kažem nismo ponosni, mi ne pričamo o tome, nema društvenog dijaloga, to nije, kako bih rekla, postavljeno kao društveno pitanje, nego nekako kao donošenje nekih zakona u senci, kao nama neko daje neka prava, i 80% Srbije je zapravo protiv tih zakona, pre svega protiv zakona o istopolnim zajednicama. Tako da, šta da vam kažem, ja se ne ponosim situacijom u Srbiji, a verujem da to većina onih koji zagovaraju jedan bolji svet takođe dele sam. Да, но госпожо Благоевиќ, во Македонија еднакво владае дискриминација, има насилство, стигматизација, говорна омраза кон ЛГБТ луѓето. И во тоа е всушност нашата заедничка борба. Apsolutno se slažem, međutim, ne možete vi samo zakonima to da promenite. Upravo je ta društvena borba, zajednička borba, dakle borba ne samo LGBT zajednice, nego svih onih koji se bore za to da bolje živimo zajedno. Ko god da smo i kakvi god da smo je zapravo jedna užasno važna društvena borba koja izostaje, ona se dešava u senci. Mi imamo nedelje ponosa ili dane ponosa gde se priča o tome i onda to nestaje kao tema. Tako da ja mislim da jedna ozbiljna društvena promena koja zahteva društveni dijalog, raspravu o tome, da mi svi zajednički shvatimo zbog čega je to za nas važno, jeste mnogo važnije od donošenja bilo kakvih zakona. Ме зачудува вашиот одговор, иако ја се разбира дека ја знам ситуацијата, но вашата премиерка си има декларирано дека е дел од ЛГБТ заедницата и дека преку неја, како политички фактор, моќен фактор практично, трае таа борба. Naša premijerka se ne ističe u toj borbi. Činjenica da je ona prepoznata kao predstavnica LGBT zajednice je, kako bih rekla, jedan usamljen primer, a ona sama nije doprinela ni na koji način borbi LGBT zajednice. Кажете ми, Славчо Димитров ми кажа дека имате многу интересно предавање и секако дека и за тоа ќе известиме за политиките на љубов. Има ли во љубовта политика? Kako da ne? Kako da ne? Predavanje jeste o tome zapravo čitanje jednog kanonskog pojma ljubavi sa stanovišta politike. Šta je ono što... Dakle, mi živimo u civilizaciji koja započinje ljubavlju. Filozofija je početak racionalnog mišljenja i ona u sebi sadrži pojam ljubavi. Međutim, ono što se ispostavlja jeste da u teorijskom i političkom smislu to nije civilizacija ljubavi, nego je civilizacija znanja o ljubavi, dakle racionalnog znanja o ljubavi. I ono što jeste izazov za neku našu političku imaginaciju i za alternative koje ćemo artikulisati, jeste upravo to da mislimo ljubavno, a ne da ljubav pretvaramo u znanje i mišljenje. Dobro. Јас ви благодарам за овој разговор, госпоđo Благоевиќ. Hvala i vama. И ви благодарам за поддршката на Week Pride во Македонија. Nema na čemu, meni je zadovoljstvo, vidimo se.